Еве, сите чуват храна у фрижидеру, ја чувам инекции за син да го лечи. Фрижидеру е пусо инекции. Тоа се 3 вида на инекции. Вака Олгица Панова ја започнува својата животна голгота. 5 години води битка со тешката болест на незиниот син Емил, на кој му е диагностицирана леукопенија или тотално губење на имунитетот. Ова бара посебен лекарски третман, престој во болница, но и посебен режим на исхрана. Сето тоа, како што се гледа од овој куп документи, семејството Иванови финансиски сосем го исцрпило. Олгица со низината пензија од 9000 денари не може повеќе да се грижи за тешко болниот син. И сега мислам да дигнам раци веќе. Не можам, шо ни даде Господ на 20-та тоа. И од комшии се позајмува, фала и многу и сето тоа, али пак се враќа тие стварно, само моменту кога ти потреба мораш. Немам пари веќе да го лечам. Оставам на Господ ли доставам, на кој ли доставам, не знам. Толку сум оне дена веќе потресена. Знам за дете си огино лева, ама толку можам, веќе немам сили за ништо. Да обезбеди пари за да може, како што вели, барем еднаш во месецот да оди во Скопје и да го посети синот, хоспитализиран во државната клиничка болница, Олгица собира старо железо, позајмува пари од соседи. Во меѓувреме се уште го исплаќа кредитот, земан пред неколку години за лекување на Емил. Најмалку 500 евро на мене месецо ми треба само за синов, за мене не враг ми глава. Еве, едно посно гравче ќе сварам, една рака ќе ставам, па ќе јавам, ма за него не може тоа. Значи не смее се да јаде едноставно. Околу исхраната морам се да му обезбедам овошје, зеленчук, како што се препорачуваат лекарите. 67-годишната мајка се надева дека низината мака ќе ја видат и слушнат сите добронамерни сограѓани и институции. Апелирам до сите кои се моќни, кои се тоа за да ми помогнат, до општина, до други предпријатија, вамо тамо, до сите кои што може да ми помогнат за да можам да го лечам сино. Во меѓувреме, Олгица не се предава на очајот и безнадежноста. Се надева дека низиниот 45 годишен син ќе ја победи злокобната болест. Ова родителско премрежје ќе е надминато кога Емил повторно ќе го пречекори куќниот праг жив и здрав.